Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е народниот правобранител Иџет Мемети. Господин Мемети, во минатата година за 4% се зголемени повредите на човековите права. Каква е ситуацијата во оваа година? Таа е констатација која покажува дека 2016 во споредба со 2015 ние констатиравме за толку проценти повеќе прекршување на човековите слободи и права. Но има една карактеристика дека и оваа година тука негде се движи бројката на повредите на човековите слободи и права, што ние ги констатираме. Во нашата институција се смета дека опаѓањето на бројките е поради две причини. Едната е по однос на потрошувачките права, затоа што намален е бројот во тој сегмент, имајќи ја предвид и ова радиодифузната такса и некои други потрошувачки права, а од друга страна имаме една перцепција во институцијата дека тоа се случува поради очекувањата на граѓаните од новата извршна власт. 2015 година граѓаните масовно доаѓаа кај нас и знаејќи дека не можеме да им помогнеме. Само да го искажаат нивниот револт или тоа што им се случува и дека се жртви од неправдите. А ова година сметаат, нивна перцепција е дека таквите нивни маки или проблеми можат да ги решаваат и пред извршната власт. Значи да завршам дека очекувањата на граѓаните од новата влада се големи и затоа има едно понизок број на барања доставени до нас. Голем дел од повредите се однесуваат на непрофесионалното однесување на полицијата, повреда на избирачкото право, говорот на омраза или пак потрошувачките права. Се повторуваат ли истите повреди секоја година? За жал се повторуваат повредите, меѓутоа не на истите лица. Жртви се други лица. Ако ја земете работата на полицијата, односно на униформираната полиција, не може да очекуваме намалување на случаеви за повреда на нивните права, се додека полициската бруталност не се казнува. И се додека Македонија нема ефективни истраги по однос на злопотребата на средствата за присилба. Во овој сегмент може да се каже дека има подобрена комуникацијата со Министерството за внатрешни работи. Очекувам дека нашите жестоки критики ќе вродат со плод и ќе има и промена во системите, односно конкретно во законот за полиција, а од друга страна би требало да се зајакне и надворешната контрола над работата на униформираната полиција. Ќе остане како проблем ќе останат неефективните истраги, затоа што сметам дека во овој сегмент уште повеќе треба да се работи, затоа што се работи за еден менталитет на спроведување на закон од страна на јавното обвинителство. Јавното обвинителство или воопшто, или многу ретко се осудува да врши детални истраги по однос на полициските злоупотреби. Често пати јавното обвинителство се солидаризира со полицајците. Тоа е голем проблем кои не го констатираат само нашите извештаи, туку и од надворни сугерираат за такво нешто. Алармиравте и за политичката партизација на институциите. Како во иднина администрацијата да не спроведува политичка агенда?
Да и како е потребно на Република Македонија длабока функционална анализа која е почнета уште од осамостојувањето на Република Македонија и никако да заврши. Секогаш политичките партии кои доаѓаат на власт најлесно тоа го злоупотребуваат затоа што сакајќи да им наоѓаат место во јавната администрација на партиските послушници, тоа било и се уште е рак рана и за партизација, но и за неефикасност на работата на јавната администрација, а сето тоа го плаќаат граѓаните затоа што не добиваат квалитетни услуги, добиваат селективни услуги, се мачаат низ разни управни лавиринти и така натаму. Сметате дека тој тренд продолжува со новата власт? Видете, јас вчера слушнав дека новата влада подготвила поголеми промени на законот за административни службеници. Се уште не сум ги видел. Секако дека од кога ќе ги видиме, ние ќе искочиме со наш став како институција, кое е нашето мислење по однос на тој закон. Пратениците направија привид со неизгласувањето на вашите препораки. Во минатото постојано се жалевте дека власта останува глува на препораките. Стравувате ли дека истото ќе се случи и со оваа власт? Така е, често пати сум рекол дека и покрај тоа што јас реагирам, владата молчи и продолжува да молчи. Што не е факт сега. Сега факт е дека новата влада, зборувам исклучиво за владата, не за другите органи на јавната администрација, е многу поотворена и многу полесно институцијата Народен правобранител комуницира со извршната власт. Сметам дека тој однос е на повисоко ниво, полесно се комуницира, но се уште е рано да се каже кој ќе биде квалитетот на таа поголема фреквенција на комуникација. Посакувам тоа да роди сов плод, да има ефект, а не само да остане на изјави. До сега имаме неколку случаеви кога и тоа и практично или конкретно се покажува дека сепак е различно, не е исто. Еден од пратениците од власта на социјалните мрежи ве обвини дека вие имате најмалку право да зборувате за човекови права, бидејќи на црниот понеделник најважно ви било изгласувањето на вториот мандат. Како го коментирате ова? Секој има право да мисли неговата мисла да ја искаже, па и јавно, па и пратеникот. За жал, извештаите на Народниот правобранител, наместо да се сваќаат сериозно и да се гледат, праксата покажува дека со години наназад собранието ги користи за политички цели. Како? На начин што нив ги користи за да се препукуваат или да се надмудруваат политички кој е по демократа, кој е по наклон кон човековите права и така натаму. И од друга страна, наместо да расправаат за состојбите кои се лоши во сите сегменти, тие се расправаат со мене како Иџет Мемети. Препораките на омбудсманот остануваат во фиоките на парламентот. Ќе ги разгледат, ќе ми ги вратат мене, а наместо кон извршната власт. Се усвоја нови измени на законот, за да се ефектуират таквите, за да собранието биде сојузник со омбудсманот. Инаку, нема никаква логика демократијата ако нема надпревар меѓу институциите. Ако сите молчиме. Само владата што ќе каже. И ние технички ќе притискаме копчиња. Може да биде се, само не парламентарна демократија. Треба да се надпреваруваме. Во тоа е доброто, во тоа може да има просперитет. Другото. Во секој извештај ги нотирате лошите услови во затворите. Владата излезе со предлог закон за амнистија. Како го коментирате ова решение? Затворскиот систем е многу покомплексно прашање, отколку што
во јавноста се разговара. Често пати во јавноста се разговара само за лошите услови, нехуманите услови. Тоа е една работа. И тие такви се, многу лоши се. И многу малку се прави или воопшто не се прави. Во затворите во Македонија има страшни делби на моćни и немоćни, на богати и сиромаши, на мускули и не знам како. Тие се поголеми директори отколку тие што треба. Значи, јас посакувам да се стави крај на праксата поставување партиски луѓе за директори на управата за извршување или на сите затвори во Република Македонија. Од тука треба се почне. И секако, условите и другите работи. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше Стево неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.